Исто така Прага е град на Кавка, на Зигмунд Фройд, на Беджик Сметана, на Карл Чапек, на Милан Кундера, на Милош Форман, делумно на Никола Тесла и така натаму. Секое место, како и Прага, има покрај контекстот и генералните работи кои може да се видат таму и покрај општо прифатените топоними, има точки на спојување и безброј индивидуални приказни кои се раѓаат под ракурсите на партикуларните погледи, на посебните доживувања, на специфичностите, на сопствените погледи на секој човек посебно. Во океаните на фотографии на кои е Прага и кои секојдневно дефилираат низ во светот, секако оние со издвоена индивидуална приказна имаат посебно значење, представуваат посебен куриозитет затоа што раскажуваат приказна која не може да биде мултиплицирана, унифицирана, копирана и која не може семантички да се потроши во бескрајните редунданции на потрошувачкото општество. Една таква приказна е приказната на Владко Деков, чиј објектив соопштува сказна за Прага, која не може да се повтори, која можеби не може ни тој самиот се и да сака да ја повтори, и прикажува и изнедрува една интимна приказна на рандеву меѓу авторот и градот, на неговата реакција кон градот и на реакцијата на градот кон него. Ке се усудам да кажем една мала љубовна приказна меѓу восхитувачот и восхитениот. Владко Деков самиот по себе е интересантна приказна, роден е во Кавадарци, со кратки престои во Делчево и Берово, сепак е струмичанец. Живее во Скопје, но само кога не е во една од европските престолни или светски градови. Постојано е во движење, но со чудоневидувачка смиреност и статичност на објективот. Со динамичен хабитус и смирен кадар. Впрочем, тоа ни го покажуваат сите овие 33 фотографии кои се наоѓаат пред нас во црно-бела техника, единствената техника која Владко ја користи.